Почитувани, за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, сите општини, сите населени места, сите граѓани се еднакви и исти. Тоа го потврдија одговорните и домаќински политики кои беа насочени кон инвестиции буквално низ целата држава. Денес, од Свети Николе, како носител на третата изборна единица, можам со гордост да кажам дека Истокот доживеа голема промена на сите полиња. Свети Николе беше една од најзадолжените општини. Денес е општина со позитивно салдо и добитник на наградата за најперспективна општина од Глобал Локал, Сдружение на предприемачи од Средна и Југоисточна Европа, како општина поволна за инвестирање. Во Свети Николе се инвестира во производството на зелена енергија преку фотоволтаични централи, чиста и здрава животна средина, водовод, канализација, улици, превоз, реконструкција на училишта и градинки. Сите влогови и напори кои ги правеше Социјалдемократскиот сојуз на Македонија изминатиот период, граѓаните ги препознаа и ги поддржаа. Затоа денес можат лесно да направат разлика помеѓу одговорното, државничко однесување на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и незрелото, деструктивно и антинародно однесување на ВМРО-ДПМН. Граѓаните знаат дека со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија иднината е сигурна. Тоа е иднина во ЕУ и НАТО, иднина со стабилна економија, повисоки плати, подобар стандард за живење, иднина со осигурано здравје на граѓаните. Ние знаеме дека тоа што го направивме во изминатите 3 години, можеме уште подобро и уште повеќе за наредните 4. Она што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го нуди за следните 4 години е реален план за успешно справување со последиците од корона кризата, за јакнување и раст на економијата, одговорни институции во служба на граѓаните и напредок во сите сегменти на општественото живење. Почитувани, додека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија носи одлуки и решенија за проблемите на граѓаните, се залага за строго почитување на законите и неселективна казливост на криминалот, од другата страна е ВМРО-ДПМН, која ги крши сите протоколи и мерки и која нуди единствено обнова на режимот. Граѓаните гледаат и знаат кој застана исправено и одговорно против коронавирусот, а кој лажеше, креваше паника и кршеше здравствени мерки. Гледаат и знаат кој во време на забрана шеташе по теретани и кафеани, додека здравствените работници неуморно и деноноќно се борат со коронавирусот. Граѓаните знаат кој носеше храбри одлуки, а кој нема став, кој се крие и бега од одговорност. Граѓаните знаат и кој носи антикризни мерки за помош на работниците и економијата, а кој по налог на Мицковски блокира 90 милиони евра од Светска банка. Затоа, на 15 јули, граѓаните ќе го казнат незрелото, неодговорно и опасно однесување на ВМРО-ДПМН и Мицковски и ќе одберат мир наместо конфликти, неселективна правда наместо Сваровски судството, ќе одберат едно општество за сите наместо поделби. На 15 јули граѓаните ќе одберат да продолжиме по правиот пат и нема да дозволат обнова на режимот. На 15 јули сите заедно ќе покажеме дека можеме уште повеќе и уште подобро.